Добро вечер и добре дојдовте. На почеток на дневникот гледаме кои настани го одбележаа денот. Мадуро со лисици донесен во седиштето на ДЕА во Њујорк. Светот поделен по акцијата на САД во Венецуела. Мицковски вели цврсто стоиме зад потезите на нашиот стратешки партнер. Акцијски план за малцинствата подготвен со европски експерти повторно одбиен од Софија. Премиерот вели дека проблем бил македонскиот јазик. Драстично ќе растат казните за нефер трговски практики од 20 на 200.000 евра. Владата нема ингеренции да го пресели Усија, вели Мицковски по одлуката на градот Скопје за дислокација. Марш молитва и минута молк за жртвите во трагедијата во Швајцарија. Граѓаните бараат правда. Засега сомневања само за двајцата сопственици на клубот за небрежност. Што значат за него лично, а што за самата институција 80 години Македонски народен театар? Дали театарот е жив, има ли моќ да отвора значајни општествени теми? По тема на денот разговарам со режисерот Дејан Пројковски. Останете со нас, почнува дневника. Со лисици на рацете, венецуелскиот лидер Николас Мадуро пристигна во седиштето на ДЕА во Њујорк и утре ќе се појави пред Федерален суд во Менхетан, каде ќе ги слушне обвиненијата за наркотероризам. Трамп најави дека САД привремено ќе ја водат Венецуела до избор на нова власт, додека официјален Каракас ги принесе надлежностите на подпредседателката и најави отпор. Обединетите нации изразија загриженост за акцијата на САД и го свикаа Советот за безбедност. Македонија пак застана на страната на американската администрација. Со желби за среќна нова година и лисици на рацете, Мадуро пристигна во седиштето на ДЕА во Њујорк. По фотографијата која од него ја објави Белата куќа, на социјалните мрежи се појави и видео објавено од профил кој се поврзува со администрацијата на Трамп. Тој утре треба да се појави пред Федералниот суд на Менхетен, каде што ќе ги слушне обвиненијата за наркотероризам. Нема фотографии од неговата сопруга, но американските власти објавија дека и таа ќе се соочи со обвиненија. Трамп вчера на пресконференција рече дека до изборот на нова власт Америка ќе ја раководи земјата, додавајќи дека актуелната опозиција не е подготвена за тоа. Пред американските граѓани објаснуваше дека за тоа нема да платат ништо, бидејќи Венецуела има резерви на нафта. We're not spending money. The oil companies are going to go in. They're going to spend money. We're going to take back the oil that, frankly, we should have taken back a long time ago. A lot of money is coming out of the ground. We're going to get reimbursed for all of that. We're going to get reimbursed for everything that we spend. Врховниот суд на Венецуела надлежностите да ја води државата и ги префрли на подпредседателката, која најави дека официјален Каракас ќе се брани со сите расположливи средства. Nosotros estamos listos para defender a Venezuela. Nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional. Los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar. Обединетите нации изразија загриженост за нападот и за впонеделник го свикаа Советот за безбедност. Светот е поделен по американскиот напад. Покрај традиционалните непријатели на САД, нападот го осуди и францускиот министер за надворешни работи, додека поголемиот дел од европските земји покажуваат воздржаност и загриженост за почитувањето на меѓународното право. Македонија секогаш ќе биде на страна на стратешкиот партнер, рече денеска шефот на македонската влада. Ние како влада апсолутно стоиме до аргументите и потезите на нашиот стратешки партнер Соединените американски држави. Но на што мене најмногу ме загрижува е громогласната тишина која што истите ти европски земји и светски земји се случуваше во минатото кога меѓународното право се кршеше на грбот на Македонија и македонскиот народ. И како тогаш сите тие се оглуве и никој од нив не го коментираше сето тоа. И како сега наеднаш сите тие коментираат дали било тоа меѓународно право или не било меѓународно право. По нападот ситуацијата во Каракас е мирна, но и таму луѓето се поделени.
Y estamos exigiendo al gobierno genocida de Estados Unidos que nos devuelva o que nos dé una fe de vida de nuestro presidente que fue secuestrado en un acto vil, cobarde y canalla del gobierno imperialista que quiere hacerse de nuestros recursos, porque no les interesa ni la libertad ni la democracia, les interesa nuestro petróleo, les interesa nuestros recursos naturales. Muchos venezolanos ahorita están muy contentos con lo que acaba de pasar. Otros no, dependiendo, cada opinión, cada cabeza es un mundo. Pero de verdad, ahorita tenemos un poquito más de esperanza. Нападот врз Венецуела и заробувањето на Мадуро беше кулминација на акцијата која Трамп ја спроведува против Каракас од самиот почеток на својот втор мандат. Тој не ја исклучи можноста за нови американски напади, доколку Венецуела продолжи да дава отпор. Александар Спасовски, Сител телевизија. СДСМ обвинува дека премиерот со поддршката за американската акција во Венецуела се обидува политички да се дистанцира од своите, како што велат, блиски партнери Александар Вучич и Виктор Орбан, кои според опозицијата со години соработувале со режимот на Мадуро. Од СДСМ порачуваа дека ваквите изјави не може да го исперат премиерот од одговорност за блокираниот европски пат и актуелните корупцијски сомнежи. А премиерот повлече паралела меѓу кршењето на меѓународното право во случајот Мадуро, за кое алармираа дел од европските лидери, и кршењето на меѓународното право на кое, како што вели, жртва со години е Македонија. Откри дека земјава со европски експерти го изготвила акцискиот план за малцинства, кој како обврска произлезе од францускиот предлог, но и овој документ без суштински забелешки бил отфрлен од Софија, бидејќи бил испратен на македонски јазик. Зоран Јаневски известува. Акцискиот план за заштита на малцинствата е одбиен од Софија и бил напишан на македонски јазик. Ова денеска го откри премиерот Христијан Мицкоски, кој во детали објасни како се подготвувал документот кој е дел од преговарачката рамка. Уште пред да почне изработката, Мицкоски вели дека ги предупредиле партнерите во Брисел и најдобриот акциски план ќе биде одбиен од Бугарија. Документот за заштита и унапредување на правата на малцинствата го изработила италијанка, како што вели Мицкоски, врвен експерт. На барање од Брисел, земјава и предвреме го испратила до Софија, но како што вели Мицкоски, бил одбиен дека е напишан на македонски јазик. Ако они мислат дека ние ќе го испратиме на друг јазик, ние немаме друг јазик согласно уставот, а тоа е македонски јазик, а тие уште еднашка покажуваат дека нема врска малцинството или бугари во устав. Има многу подлабоки корења нивните барања и многу подлабоки се проблемите и уште еднашка покажуваат дека нивната намера е сосема поинаква. Жалам уште еднашка што испуштија шансата да покажат дека се добри соседи. Ниту една земја членка нема против, нити едно малцинство во Македонија, бидејќи имаше јавна дебата, јавна расправа, нема против. Е проблем било што било на македонски јазик. Во меѓувреме Мицкоски вели дека имало повеќе иницијативи од европските челници за средба со бугарските власти, но тие сите биле одбиени. Имаше иницијатива и од претседателката фон дер Лајен и од претседателот Кошта на таква средба да се организира во Брисел. За жал, од другата страна ја одбија таа средба. Потоа имаше иницијатива од Париз, тие да бидат домакини на оваква средба, повторно ништо. Имаше иницијатива од Берлин, тие да бидат домакини на оваква средба, ништо. Пораката од Софија беше, ама ние треба заедно да разговараме. Чекайте се. Дајте да се одлучиме. Билатерален ли е проблемот? Или ние имаме проблем со Брисел? Ако е билатерален, тоаш вие потврдувате тезата дека го билатерализирате процесот на пристапување, дека нема врска копенхагенски критериуми. Ако е така, да знаеме. Премиерот вели дека во моментов земјава нема никакви контакти со Бугарија, но како што рече, стоиме на располагање било кога и било каде да разговараме и да ги представиме нашите аргументи. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Драстично ќе растат казните за нефер трговски практики од 20 на 200.000 евра. Владата нема ингеренции да го пресели Усија, вели Мицковски, по одлуката на градот Скопје за дислокација. Владата најавува драстично зголемување на казните за маркетите што применуваат нефер трговски практики. Од сегашните 20.000 на дури 200.000 евра. Премиерот порача дека предупредувањата не вродиле со плод и дека трговците продолжиле да ги прикриваат старите практики под нови имиња, најавувајќи жестоки мерки со цел заштита на граѓаните и стабилизирање на цените.
Во првите 3 месеци од годинава владата ќе испрати законски измени до собранието, со кои ќе се зголемат казните за маркетите, кои не го почитуваат законот за нефер трговски практики. Според најавите од Министерството за економија, од сегашните максимални 20.000 евра, глобата би изнесувала 200.000 евра. Премиерот Мицкоски изјави дека владата не сакала веднаш да казнува, туку прво се обидела со предупредување и апели. Но како што рече, дел од трговските ланци не го смениле своето однесување. Продолжиле со нефер практики, само што сега ги прикривале со други имиња. Се обидуваат да ги видоизменат тие нефер трговски пракси за производот да добие подобро место на рафтовите, да биде повизибилен и така натаму. Па тоа што порано беше некаков процент во форма на работа или не знам, денеска е маркетинг услуга, услуга за истражување на пазар и така натаму. И тоа полекано внимателно го документираме и го следиме. Кога ќе бидеме целосно подготвени, а мислам дека наскоро тоа ќе се случи, ќе почнеме да превземаме жестоки мерки, како велат нашите поискусни и повозрастни велат, на човек со сила не можеш да му дадеш. Така што ако тие не може да ја препознаат пораката и упорно нивен главен интерес е профитот на сметка на граѓаните, тогаш ние како влада и како институции немаме друга опција освен да ги заштитиме интересите на граѓаните. Мицкоски не одговори дали станува збор за истите маркети за кои претходно беше утврдено дека биле дел од картелско здружување. За тој случај рече дека од времето на претходната власт и дека оваа влада само го процесуирала. Земјава од подамна се обидува да стави ред со цените во маркетите. Законот за нефер трговски практики стапи во сила пред година и пол, а очекувањата беа дека ќе следи поевтинување на 2500 производи за 10%. Тоа не се случи. Цените не паднаа ни по законските измени со кои трговците беа обврзани да ги објавуваат цените на сите производи на нивните веб страници. Последно замрзнување на маржите имаше лани, откако во обемни контроли пазарните инспектори открија двоцифрени маржи и кај маркетите и кај дистрибутерите. По завршување на ограничувањето беше направена анализа на базичната инфлација, но таа не резултираше со мерки против поскапувањето. Државна статистика пресмета годишна инфлација во ноември од 4%. Колкава била во декември, ќе се знае во четврток. Мартин Арсов, Сител телевизија. Нова сообраќајна трагедија на почетокот на годината. 40-годишна жена со автомобил смртно прегази пешак во Волково. 60-годишникот починал на лице место. Станува збор за прва жртва во сообраќајка оваа година во државата, што со години бележи алармантен број на загинати на патиштата. Власта очекува дека со воведувањето на системот SafeCity и со казните кои ќе почнат на 1 февруари, бројот на жртви ќе почне да се намалува. 40-годишна жена смртно прегази пешак. 60-годишникот Скопско Волково е последната жртва како последица од невнимание на возач. Вчера Скопјанка со Мерцедес удрила во мажот, а тој од повредите починал на лице место. Смрт констатирал лекар од итната медицинска помош. Сообраќајката се случила вчера вечер во 21 часот, а неколку часа подоцна полицајците ја уапселе жената. Увид направи екипа од СВР Скопје и по целосно документирање на случајот против возачот на автомобилот ќе биде поднесена пријава под член 300 од кривичниот законник, соопшти од МВР. Македонија бележи алармантен број на жртви во сообраќајки. Статистиката на МВР покажува дека 2021 година се заокружува со 116 загинати лица. Во 2022 бројката се зголемува и изнесува 124. 127 е бројот на загинати во 2023-та, додека 2024 година бележи највисок број на жртви 142. Лани имаме 11 жртви помалку споредено со 2024-та. Со SafeCity ќе се намали бројот на загинати во сообраќајки, очекува премиерот. Од декември месец 2025 немаме починати како резултат на тешка телесна повреда, како резултат на сообраќајна незгода во Скопје. Споредено со декември 24-та, кога имало 5. 0 и 5, тоа е јасна разлика. Промени нема. Тест периодот завршува на последниот ден од јануари. Казни за сите прекршители на законот ќе има веќе од 1 февруари.
Ако 2024 имавме 142 починати, сега имаме 131 починати, 11 помалку. И предпоставувам таа бројка ќе паѓа. Ние сме решени со овој процес да одиме до крај, а потоа да го прошириме и во другите средини, во другите градови, каде што соодветно на физибилити студијата има проценка дека е потребна. Така што до овој момент нема промена на активната примена на Safe City, односно безбеден град, а тоа останува да биде 1 февруари 2026. Камери, освен во Скопје, ќе има и во Куманово и Тетово, како и долж коридорите 8 и 10. Габриела Лескова, Сител телевизија. Владата нема ингеренции да сили фабрики и не може да ја поддржи одлуката на градот Скопје за усие, порача денеска премиерот. Ќе бара строго почитување на законите, но како што вели не може да се влезе во туѓа куќа и да се побара сопственикот да се исели. Меѓу чеканот и наковалната додека граѓаните на протести бараат спас од загадувањето, премиерот порача дека државата не е над законот за насилно да дислоцира фабрики. Не можеме никому да му влеземе дома и да му кажеме да пресели куќата. Со оваа метафора Мицкоски ги спушти очекувањата на скопјани дека цементарница Усие набрзо ќе замине од градското јадро. На прашањето дали ќе ја поддржи одлуката на град Скопје за дислокација на Усие, Мицкоски вели владата не може да ги надминува своите ингеренции. Има нивоа на загадување, кое што аерозагадување, кое што се согласно закон пропишани и тие треба да ги почитуваат, дали да ги пуштаат филтрите, дали да престанат со работа и така натаму, се што е над тоа ќе биде казнето. Но дека ние можеме да влеземе кај некого дома и да му речеме сега ти куќава преселија на друго место, тоа не знам како ќе успее град Скопје, но ако успеат сосема напред нека те рати, ја мислам дека тоа така нема да е. Директорката на Државниот инспекторат ги посочи домакинствата и сообраќајот како главен извор на аерозагадување во Скопје. Гиновска тврди дека Усие работи согласно законот, а ова го темелот на извршените инспекцијски надзори, кои лани во 6 наврати ги направиле и не утврдиле неправилности. Интересно е што согласно законот фабриките во Македонија самостојно треба да вршат мерења и да известуваат за количината на штетни издувни гасови кои ги емитираат. На ова најостро реагираат екоактивистите, кои тврдат дека таквите мерења се невалидни бидејќи фабриките ги правеле на помалку од 16 часа дневно и не биле на 10 дена во континуитет како што предвидува законот. По рекордите кои ги руши главниот град на европско и светско ниво во аерозагадување, граѓаните одржаа протест и побараа дислокација на Усие. Советот на град Скопје ја поддржи оваа иницијатива и донесе одлука за дислоцирање на Титан Усие од градското подречје. Дозволата на Усие истекува 2027, но годинава во март треба да ја почнат постапката за барење нова, а интегрирана дозвола за да продолжат со работа. А интегрирана дозвола на фирма може да се одземе по 3 кривични прекршоци, но со нивна докажана вина на суд. Усие е една од 40 фирми со интегрирана дозвола во Скопје или дел од вкупно 120 во државата, согласно регистарот што го води управата за животна средина. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Грипот и респираторните инфекции ги преполнија дежурните служби во Скопје. Главоболка, висока температура, кашлица, малаксаност се најчестите симптоми поради кои граѓаните масовно бараат лекарска помош. Најпогодени се децата и хронично болните. Главоболка, малаксаност, кашлица, болка во грло и тело и висока фебрилност се најчестите симптоми со кои пациенти викендот бараат лекарска помош. Не само во клиниките и болниците, туку големи гужви има и во дежурните служби во Скопје. Во пунктот во Ѓорче Петров за неполни 24 часа имаат повеќе од 100 прегледи. Од возрастни кои веќе се со хронични заболувања, до деца кои се најмногу на удар на грипот и респираторните инфекции. Меѓутоа некош пациенти доаѓаат и во поодминат период кога навистина ќе бидат прегледани, меѓутоа ќе бидат опатени и понатаму во соодветните институции. Во зависност од нивната клиничка слика, доколку амбулантското лекување не им е доволно, понатаму ги препраќаме на соодветни исследувања во терцијарна установа. Доктор Стефановска вели дека големи гужви има и во педиатрискиот пункт во Битпазар, каде доаѓаат деца со високи температури, а дел од нив ги препраќаат на детска клиника и во Козле. Речиси докторите се едногласни за сегашната сезона на грип, според кои вирусот многу брзо се шири и има потешка клиничка слика.
повеќе групирања, посебно еве сега и дечињата не ни се во школа, повеќе дома, така да навистина грипот се шири и тоа многу. Затоа би сакала да упатам еден апел до посебно еве и до родителите, но меѓутоа и до повозрасната категорија на пациенти да внимаваат, да не ги поседуваат затворените простори, доколку се во можност да посетат планина, односно наму каде што нели имаме почист воздух. Според последниот извештај на Институтот за јавно здравје имаме зголемување на случаите со грип, но за сега нема препораки од надлежните да има забрана за посети во болниците. Епидемиолозите веќе предупредија дека грипот ќе земе замав по новогодишните и божитни празници. Во нашето соседство пак веќе регистрираат рапидно зголемување на заболените. Во Србија најмногу на удар се децата, а слична е состојбата и во Хрватска. Во Њу Јорк имаат пријавено рекорден број на хоспитализации, а американските центри за контрола и превенција проценуваат дека повеќе од 3000 лица починале поради компликации од грипот. Сања Димитровска, Сител телевизија. Дејан Пројковски е еден од режисерите кои најсилно го одбележаа современиот македонски народен театар со проекти кои ја поместија продукцијската рамка, го споја спектаклот со авторската мисла и ја претворија културната меморија во жив сценски настан. Токму затоа немој му беше доверена режијата на представата со која МНТ одбележа 80 години постоење. Дејан Пројковски во тема на денот. Благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам и вас. Што значи за вас одбележувањето 80 години македонски народен театар, за вас лично, но и за институцијата? Пред се за мене представуваше голема чест и одговорност поканата од директорот да бидам режисер, затоа што мислам дека кога човек работи јубилеј, почнува да се занимава со сите 80 години. Некако тоа е време кога може да се подсетиме на сите великани, на сите големи имиња кои што работеле во Македонскиот народен театар. Да започнеме со Петре Прличко, Тодорче Николовски, Мери Бошкова, Илија Милчин, Блаже Коневски, првото вработување мој драматург во Македонскиот народен театар, така што пред се 80 години покажува дека сме, би рекол, дрво со сериозен корен од една страна, а од друга страна пак треба да го покажеме капацитетот, односно што значи Македонскиот народен театар денес, така што како режисер беше за мене голем предизвик, а за институцијата исто така, затоа што направивме еден проект кој што мислам дека долго ќе се памети и ќе се збори. Што значат ваквите јубилеи? Повеќе гледање наназад, како што споменавте, или преземање на обврски икони днината? Па знаете како кинезите велат дека дрвото под кое што седиме денес го засадиле некои стари генерации. Мислам дека ние, седејќи под сенката на 80 години Македонски народен театар, ја имаме обврската сега да засадиме дрво под кое што ќе седат идните генерации на актери и публика и мислам дека всушност тоа беше и најважното во овој проект да го покажем. Што е МНТ денес, 80 години по основањето, уметнички, но и општествено? МНТ денес е секако најважната театарска институција во земјата, меѓутоа еден од најважните театри во регионот, тоа со сигурност можеме да го кажеме. Она што е важно, мислам дека МНТ низ годините ја најде формулата како да биде чувар на традицијата од една страна и од друга страна како да биде глас на современиот театарски израз. И она што е важно е што МНТ стана дом кој што ги откри едни од најголемите современи драматурзи, што е многу важно. Тука би пред себе зборил за Дејан Дуковски, секако тука се изведувани Јордан Плевне, Живко Чинго, Горан Стефановски, бидејќи велат дека без современа македонска драма, национална драма, нема национален театар. Колку е тешко, оно што го споменавте, во исто време да се биде чувар на традицијата и историјата на една институција, но и да се биде современ, за да може и да се привлече на нова публика? Да се чува традицијата, тоа значи да бидеме одговорни, да бидеме автори кои што знаеме од каде припаѓаме. Нашето име кажува се Македонски народен театар. Ние сме театар на целата нација, на сите граѓани. Ние не сме само театар на жителите во Скопје и ние мора за тоа силно да се бориме и да го покажуваме секој ден. А да се биде современ, мислам дека значи само да се биде автор, да се твори во мигот, затоа што Шекспир рекол дека театарот е огледало на животот. Ние просто мора да бидеме огледало на животот и да бидеме силни автори.
Да се биде современ не е формула, да се биде современ тоа значи да се биде сериозен автор и да се остави белек и печат во времето кога се живее. Зад нас можеме и публиката може да види делови фотографии од настанот, од оној мултимедијален перформанс чиј режисер бевте вие по повод 80 години МНТ, имаше над 60 учесници. Која беше идејата за овој концепт кој го направивте? Основната идеја ми беше да направиме едно патување низ македонската култура и уметност, низ се она што е важно во драмата, поезијата, во ликовната уметност, во музиката. Сакав да се занимавам со да ги пронајдам античките моменти во нашата драматургија, за тоа беше и Сердарот и Болен Дојчин. Од друга страна се обидував да направам некакви коментари, односно да се обидам дел од битовата драматургија да ја префрлам во постмодерната, во современиот театар. Некако се обидовме сите заедно во Македонскиот народен театар да направиме една представа која што ќе не потсети сите уште еднаш зошто македонската култура е голема и важна и дека многу често забораваме големи умови и гениалци кои што твореле тука. Јас интимно, од друга страна, ја правев представата со една идеја како да се обраќаме на младите луѓе. Уште еднаш, некако сите заедно да видиме зошто оваа земја е толку важна и зошто има смисла да се работи, да се твори во Македонија и дека од сите нас зависи со се она што го правиме секој ден да се трудиме таа да биде подобро место за живење, но и да ги видиме аргументите и големите имиња или како што реков корењата на македонската култура и уметност. Насловот, реченицата сонцето колку е блиску сонцето е првата реченица изговорена во МНТ 45-та. 45-та, да, актерката Вера Вучкова во представата Платон Кречет во режија на Димитар Кјостаров. Тоа е многу интересно, тоа е една реплика која што низ годините станува една метафора, една водилка во Македонскиот народен театар, затоа што сонцето е всушност, би рекол, вистината, уметничката вистина или целта до која што ние движиме, меѓутоа сонцето не може никогаш да се достигне, затоа што во театарот, односно Македонскиот народен театар е еден бесконечен маратон. И просто треба да сме среќни како генерација што имаме чест да истрчаме дел од маратонот и се надевам дека тоа го правиме во добро темпо и добар ритам за да има идните генерации да проложат во тоа темпо. Самата реплика ја зедов како лајт мотив затоа што мислам дека таа и тоа како е важно никогаш да не го забораваме тоа сонце, затоа што еден уметник има кажано во една прилика дека има луѓе кои што на платното сликаат само жолти дамки, точки, а има уметници кои што жолтите точки и дамки ги претвораат во сонце, во светлина, така што се надевам дека со тоа успеавме во оваа представа. Убава символика. Пројковски, ќе има ли можност публиката повторно да го види овој перформанс кој еднаш беше промовиран на 29 декември и што очекувате публиката да земе, да понесе со себе после тие 2 часа поминати во театарот? Да, представата ќе се игра сега на 15 и 16 јануари. Мислам дека потоа се планирани изведби во март. Ќе се игра во блокови поради комплексноста на представата, затоа што е вклучен целокупниот актерски и технички ансамбл на Македонскиот народен театар. Се надевам дека публиката, како и на 29 декември, сега на 15 и 16, ќе ја сподели радоста и возбудата која што ние ја носиме. Затоа што јас многу често велам дека кога ги работам представите, се обидувам тие да бидат едно интимно патување низ срцето и низ нашиот ум, бидејќи вела дека на вистинските прашања, да се стигне до вистинските одговори, не треба да се патува физичко растојание во уметноста, него треба да знаеме да патуваме внатре во нашата душа и ум. И мислам дека е ова едно големо патување на целокупниот ансамбл на Македонскиот народен театар и се надевам дека со таа светлина и радост ќе се замени публиката. Успева ли Македонскиот народен театар да се отвора кон вакви нови форми, но и кон нови генерации? Колку е театарот и особено МНТ се уште привлечен
за една млада прогресивна публика? Па, јас мислам дека она што го прави сега директорот Никола Кимовски и уметничкиот совет и тимот, она што јас како режисер во Македонскиот народен театар го гледаме и што многу ми се допаѓа, го поддржуваме сериозниот план и стратегија за промоција во странство. Мислам дека оваа година Македонскиот народен театар гостуваше и во Будимпешта во Националниот театар, освои Стерина награда, една од најпрестижните во регионот. Сето тоа мислам дека ја покажува стратегијата МНТ да биде важен центар не само во регионот, него и пошироко, а од друга страна тоа е многу интересно. Правејќи представи естетика за големи фестивали, ние всушност мораме да бидеме современи и модерни, а на тој начин секогаш ќе бидеме блиски до младата публика која што секогаш се интересира од новите, современите форми во театарот, новите технологии кои што влегуваат. Всушност и оваа представа Сонцето колку е близко Сонцето и тоа како се занимаваме со новите технологии, 3D мапингот и други работи кои што мислам дека и на младата публика ќе им бидат многу интересни. Дали театарот денес има моќ да отвора општествени теми или повеќе е сцена за естетско доживување? Па, знаете како, штом јас сум гостин во најгледаните вести во Македонија, мислам дека театарот е важен општествено и ви благодарам што го одвоивте просторот. Знаете како, во уметноста јас признавам да се биде актуелен општествено и на сцената е дозволено да се каже се, меѓутоа секогаш доколку тоа биде во сериозни естетски рамки. Така што мислам дека театарот во Македонија може според мене да биде похрабар и треба да биде похрабар, посебно младите автори, но знаете како, во театарот не треба да нудиме одговори. Ние кои што се занимаваме со театарот не сме попаметни од публиката. Театарот треба да има доволно храброст да зборува на теми и прашања кои што понекогаш другите молчат, а понекогаш треба да ги отвора темите и прашањата кои што секој гледач ќе си одговори сам за себе. Не постои никогаш апсолутна вистина во уметноста и мислам дека е тоа многу важна и голема мисија за сите ние што се занимаваме со театар. Каков МНТ би сакале да видите по овој јубилеј? Би сакал да видам МНТ со уште голем број на млади актери внатре во театарот. Би сакал да видам, како и сите останати колеги, да видим уште нови 20 актери млади во театарот. Би сакал да сме генерацијата која што ќе доживее да се родат новите современи млади драмски автори, да видиме новата генерација после Дејан Дуковски. Се надевам дека ќе се радуваме на представи во Авиньон, во Единбург, но од друга страна и ќе бидеме генерација и место која што ќе ги преиспитува битовите драми, националните драми и се она што е важно заедно со светската класика. Кога би требало да скратам, би сакал да кажам дека и сите во МНТ се трудиме да направиме светски, модерен, современ театар, на кој што никогаш не треба да заборави кој и од каде доаѓа и припаѓа. Честитки за јубилеот и честитки за оваа представа која ја режиравте. Сигурна сум дека публиката ќе биде задоволна и воодушевена како она која на 29 ја проследи представата, исто и на 15 и на 16. Дејан Пројковски, ви благодарам што бевте гостин во Дневникот. Благодарам многу. Три нови градинки отворени со почетокот на новата година. По Карвинци и Кочани, нова детска градинка денеска пуштена во употреба во Сопишта. Оваа градинка кој што денеска отвараме, оние кои што се во Скопскиот плански регион, како што е Петровец, кој што е во завршна фаза, изградбата на детската градинка и распишаната постапка на 31.12 за изградба на нова градинка во општина Зеленикова. Тоа опфаќаме веќе 19 објекти, односно реконструкција, пак ќе повторам, изградба и доградба на капацитети кои што ќе значат со нивното завршување комплетно за оној период за кога нели се предвидени согласно договорите, дека повеќе од 2100 дечиња во рамките на Скопскиот регион ќе бидат опфатени во делот на детската заштита, односно во детските градинки. Со тоа, она што го напоменуваме како листи на чекање, веќе ќе станат минато. Во соработка со владата на Република Македонија, во моментот ги реализираме
проектите кои беа дел од вториот повик на владата со помош на локалните самоуправи, така да заскоро од сега ќе бидете сведоци на од почеток на нови градежни активности, на нови инфраструктурни проекти. По повеќе од 4 децении без нов државен старечки дом, конечно се отвара процесот за изградба на ваков објект во Кочани со средства од вториот повик на унгарскиот заем. Повеќе од 4 децении ниту една централна или локална власт не успеа да изгради старечки дом за сместување на лица од третата доба, за кои нема кој да се грижи. Работите тргнуваат од мртва точка во Кочани, капитален проект помогнат со средства од вториот повик на унгарскиот заем. На 9 јануари е закажано отварањето на понудите за изградба на старечкиот дом во Кочани. Министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски информираше дека се подпишани договори за изградба на старечки домови и во други општини во Македонија. Договорот кој што веќе е распишан од страна на Министерството за социјална политика, демографија и млади на 31 декември е старечкиот дом во Кавадарци, кој што беше проект понуден од страна на општината, а ќе биде финансиран директно од буџетот на Министерството, односно од оние капитални дотации од владата на Република Македонија. Во Пробишти веќе има готов проект кој што е добиен, меѓутоа поради некои технички аномалии истиот треба да се ревидира и да и тој да стане реалност во делот на тендерирање, односно да се случи договор за изградба. Во Штип домот за стари лица е изграден до карабина, но поради имотно-правни пречки, објектот се води како дивоградба, а изградбата е стопирана повеќе од 10 години. Треба првин да се разрешат тие правни елементи кои што не зависат од нас, нели како министерство во делот на финансирањето и поддршката, за да се одлави овој процес, да го поддржиме и до изградбата на овој нови проект. На истокот дом за стари лица има само во Берово, но е со лимитиран и недоволен капацитет во однос на поборувачката. За Сител, Трајан Ристовски. Со марш, молитва и минута молк, жителите и туристите во швајцарскиот ски центар Крансмонт